И мене ме обвинуваат дека сум бугарофил. Меѓутоа, мене апсолутно не ме тангира тоа, затоа што ја мислам дека имам обврска да си го кажам тоа што го мислам и од тоа нема да отстапам. И никако, например, не се спомнува дека Бугарија ни донираше 80 тенкови. Дека у време на војната 2001 кога побаравме 3 камиони автоматско оружје, дека е донесено у тајни конвои кај Струмица на граница. Значи, лошите работи дајте да ги извадиме на површина, а добрите работи никако да не ги кажуваме. Затоа што да ги немавме тие тенкови во 2001 година, најверојатно ќе ни стигнеше УЧК до Скопје. Зборам од запад, од Тетово, и преку Арачиново можеби и до центарот на Скопје. Колку толку ги здрма и бега од тенковите кога тргнуваше армијата во напад кон Калето. Имам видео ново кај мене на мојот канал 25 години од почетокот на конфликтот во Тетово, па предлагам на сите што гледаат да го погледнат и тоа видео, за да се потсетат на некои работи за кои што нас упорно не тера да ги заборавиме. Така што не знам дали сум зборал кај тебе, ја лично се познав со Желју Желев. Желју Желев го донесов во Скопје, тој веќе не беше председател на Бугарија. Никола Груевски ми рече да го донесам на дипломатска академија. Меѓу другото, носев од повеќе држави дипломати. Меѓутоа го донесов во Скопје, јас се спријателив со него, сум имал неколку средби и сум бил во Софија на покана на Желју Желев да разговарам. И меѓу другото, еве за моите браќа македонци, еден куриозитет од Желју Желев. Тој ми рече дека лично го има натерано Јелцин да ја признае Македонија. Бидејќи нели Бугарија прва не призна, и со тоа го отвори процесот на меѓународното признавање на Македонија во време кога Милошевиќ ни подразно некеше да ја пушти Македонија. И разговараше и со Мицотакис, татко му на денешниот премиер, разговараше за поделба на Македонија. Значи, треба да ги гледаме сите работи и да бидеме објективни. И биле на средбата Јелцин и Желју, и вика само што влезе авионот, нели тоа е руска територија, во авионот го има подпишано признавањето на Македонија. Зашто за тие работи во Македонија воопшто не се дискутира? Зашто да не истакнеме некогаш и добри работи? Зашто да не бараме добри елементи, моменти кои што би биле појдовна точка да ние нешто направиме, да се смени ова застојот во кој што сме, зашто ние имаме проблем. А проблемот цело време се одржува со замена на тези. И ја ризикувам тоа што го кажувам, меѓутоа сум решен да го зборам и да не се повлекувам од тоа што го мислам. И ќе го кажувам. Па кој има уши нека слуша, на кој не му се допаѓа, ја у принцип и не убедувам никога дека сум управ, си кажувам само мој став.